Добро вечер од продукцијата Скок. Добро ни дојдовте со наша нова емисија. Фудбалската историја на Македонија памети многу фудбалски настани кои се длабоко врежени во меморијата на вистинските фудбаломани. Има такви настани, но верувам ќе се сложите, еден од нив е денот 16 октомври 2002 година, легендарниот историскиот незаборавниот надпревар, нашето гостување на националниот тим на Сент Мери во Саутемптон, кога одигравме нерешени големи 2:2 против Англија. Предпоставувам се сеќавате и на оној измореден прекрасен гол кој ги обиколи сите светски спици, кој го имаше на сите можни европски фудбалски сајтови и за кого коментираа најлегендарните имиња. Погодувате кој беше стрелецот. Мислам дека сега нема да ви биде тешко и да погодите кој е нашиот прв официјален гостин во продукција Скок, со кого ќе го отвориме ова тетата емисија. Да, не е стрелецот, се извинувам, не е стрелецот. Наш вечерашен гостин е токму јунокот, еден од јунаците на овој надпревар, еден од фудбалерите кој беше стамен на средината и во задниот одбранен лед, кој придонесе до таа ситуација, кој направи атмосфера да не примиме голови и кој му овозможи наша Кири да го даде тој историски гол. Добро вечер и добро дојде за Александар Васовски или миленикот на фудбалскиот аудиториум во Македонија, популарниот Тетовче. Добро вечер и поздрав за твоите гледачи, фала за прекрасната најава. Добро, Шакири го даде голот, меѓутоа во задниот ред го имавме Гоце Седловски, имавме тебе, имавме извореден беден тука. Па токму така, можеби тој надпревар мене ме вивна во да кажам да бидам интересен за многу менаџери кои беа на тој надпревар и навистина одигравме генерално една многу добра утакмица. Таа Англија беше на многу високо врно ниво, така да радо се сеќам на тие моменти. Со Бекам, со Джерард, со Бекам, со Майкл Оуен, Сол Кембел и секогаш кој ќе се присетам на тие моменти, едноставно се ежам. Мислам дека во короната и го дава надпревар на телевизија, да, после толку време, така да тие се моменти за незабава. Само една дигресија, значи, многу ми не го паметат Шакири. Поздрав и до Артим, еден извореден фудбалер од таа генерација. Меѓутоа, вистинските фудбаломани, аналитичарите, оние кои водат посебна аналитика, меѓу кои твојот Раденко, ќе дојдеме до него, до неговата магија, знаат дека Александар Васовски на тој надпревар одигра клучна улога. Можеби е на мамка на тогашниот селектор Никола Илиевски Джиджи. Па тоа беше ден пред надпревар, мислам дека Игор Митрески се повреди. Јас требаше да настапам на позиција лев бек, фактички каде што ме скаутира. Тоа го веле анализите дека Бекам ќе го чува Александар Васовски денови пред надпревар. Денови пред надпревар беа тука, снима, Васовски вози Рено Клио, Бекам вози Бентли, Васовски има крампони не знам какви. И тоа само беше една дополнителна мотивација, не знам кога ќе ми текне на тие моменти и кој е фудбалерот од Македонија што ќе чува Девид Бекам. Да. И ден пред утакмица мислам дека Игор Митрески. Чекај, ама само да те дополнам. Ја бев тогаш официјален потпорал на фудбалската федерација Сојуз и ден пред надпреварот или мислам на самиот надпревар, не сум сигурен, влевавме во живо на BBC телевизија која гледаат околу 10 милиона луѓе. Да. Бевме во живо гости и јас, селекторот Никола Илиевски Джиджи и Бобан Бабунски. Реното Клиото, твоето, кое вредеше 2500 фунти. Беше спомнато тогаш? Беше. Ја ви кажа, Сварно Рено беше или? Точно, они дојдоа на тренинг на Вардар, јас тогаш играв во Вардар и го слика Реното и направи една нивна приказна колку да им биде интересно. И мислам дека селекторот Джиджи после утакмица, после 2-2 сега шо вози Васовски, шо вози Бентли, шо вози Бекам, така да беше многу интересно и јас всушност тој надпревар играв на централна бековска позиција, значи играв централен дефанзивец. Мислиш дека мамка им направи Джиджи или се намести така? Се намести, Игор Митрески се здоби со повреда и ден пред утакмица значи веќе составот беше извесен, играв на таа централна, ја Гоце Сетловски, Роберт Петров играше лев бек, а десен бек мислам дека Роберт Попов. Така. Тој беше состав последната четврка, така да меѓутоа тоа ништо не смени. После утакмица Джиджи кажа Девид Бекам треба да е среќен што Васовски не игра во Англија, иначе ќе останеше без работа. Тоа се изјавите кои ги има на интернет,
Да. Вика, имате среќа, ова го кажа кога гостувавме во живо. Да. Вели, вие имате среќа, бидејќи Александар Васовски не игра во премиер лигата. Да. И се они го прашуваат зошто. Ќе мора Девид Бекам да бара друга лига, друго Да. правенство. А тогаш баш Девин Бекам беше поменен на врвот на фудбалската популарност. Значи беше капитен на Манчестер, капитен на Англија. Он го постигна првиот гол. Го постигна првиот гол пред трансфер во Реал Мадрид, тогаш беше сите новини пишуваа за него, така да тоа беше многу добар напор едноставно. Знаеш што стои од тој натпревар, дека Гоце Седловски направил грешка и Бекам го постигнал гол. Искрено не можам да се сетам конкретно. Па не можам јас да сетам, тоа беше Ирелевантно. нормално, да. Ирелевантно. Вториот гол го дава Джерар. Одлично и на тој напревар беше капитен нормално, нема тука. Два пати водев. Два пати водевме и они до мислам второ полувреме израеми ја и јас изнудим црвен картон. Не, 2-2 е прво полувреме. Прво полувреме 2-2, значи да, пред крај на прво полувреме, а јас изнудив црвен картон на Алан Смит. 90 минута некако така се провоцирам да сега цел напревар, ме удари од позади и доби црвен картон. Така да тој напревар што е да кажам што денес кој ќе се сетам. Да, само да заокружиме, на гостувањето во Скопје не победи 1-2, ама беше пак тврдо тешко. Тврдо така, англичаните нема со нас многу среќа на. Да, и тој беше многу силен состав предводен од Джиджи Илиевски, цврста игра компактно. Да, апсолутно. Сега да атерираме од Сент Мери Саутемптон на градскиот стадион во Кратово. Така е. Честитки од продукција Скок, заврши таа полу сезона, есенски дел, 18 праволешки кола, 11 од првиот круг плюс 7 во вториот. Стигнуваат честитките од други страни. Иако има малку забелешки, вика Тето ќе стане есенски првак само за еден гол. Добро, дај Боже да биде за еден гол шампион на Македонија. Така да успехот е голем, усмислена, затоа што никој не немаше во пресметките пред сезона дека ќе бидеме на врвот, нели така од 5 до 7 место до 8 направивме еден убав успех кој по мене, тоа се моje претпоставки, ќе биде многу тешко да се зачува до крај, меѓутоа вика 70%. Тоа е сладкото кое е тешко. Да, апсолутно, тоа на една анализа мислам заедно дека правевме 70% екипите кои биле есенски шампиони биле на крај шампиони, така да. Така. 70% сме први, сега треба да се избориме и 30%. Тоа е таа перцепција, ако имам право, суровата математика, кога се во прашање бодовите, вели дека сте во минус 1 бод со работнички, бидејќи имате пораз и нерешено. Сега, условно, ако во третиот круг ги победите, значи ќе биде егал, па решо. Да. Дали Васовски размислува за тоа? Малку е ситничарење, меѓутоа. Не размислувам, меѓутоа тоа на крај може да биде пресудно. Ако е ваква табелата како што е, за шампион мислам дека се гледа меѓусебен дуел. Да. Така да ќе настојуваме и од гости реме. Задолжително меѓусебен дуел се гледа. За жал и од гости реме несреќен пораз, така да тие два надпревари ако сакаме да имаме први ќе мора да. Еве ги велат. Стартувате прво коло со пораз. Со пораз, со работничка, што може би јас сум секогаш искрен и реален, наша најдобар надпревар со работнички, за жал изгубивме. Меѓутоа тоа не е некако честно изгубивте, регуларен гол 1-0, меѓутоа игравме стварно добро, створивме многу шанси и нормално сите после лош старт, знаете, малце се групираме како тим, што правиме, зашто вакаво и после тргна една убава симпатична серија, поготово до поразот упели сте, убедително. Да, така, првите 4 кола бевме пораз победа. Потоа после Гостивар, значи ние у 6 кола имаме 3 порази. Гостивар, Работнички, Пелистер. И од 7 коло до 18 коло имаме само 4 нерешени. Сите други победи. Тоа така да фаќаме на серија. Секој кажува за еден континуирано добар настап. Така е. Да не забораваме дека имаме голман кој има 18-19 години. Не забораваме кои имаме млади играчи кои се развиваат, имаме одлични странци кои ги погодивме, се вклопија, така да во целина. Голманот вели дека има најмалку примени голови заедно со Работнички. Најмалку примени голови, што најважно, тоа има една клин шит, се вика, ситуација која што голманот не прима гол. Он на 11 надпревари оваа сезона не прими гол. Значи за 19 годишно дете тоа е. Меѓутоа тоа не се зборуваме за вкупен број надпревари, не во континуитет. 18, да, вкупен број, не во континуитет. 11 клиншита, само за споредба Лани Силекс имаше цела сезона 6 клиншита. За полусезона дупло повеќе. Да. И јас сум малку оптоварен со математиката, така ми професионална деформација, вели дека има примерно по помалку од 0,5 голови по надпревар. Точно.
И тоа сега, знаете како, тоа не е само ради голманот како голман. Значи, начинот на игра, одлични дефанзивци, ние имаме еден податок, пошто јас ги водам исто тие ги гледам, ние ствараме најмногу 100% шанси. Добро, Раденко ти ги сервира се. Заеднички. Имаме најмногу 100% шанси на до сега. Значи на преварите Силекс има најмногу 100% шанси, најмногу исто сме меѓу првите по постигнати голови, 28, Шкенди има мислам 30, само Шкенди има 30 повеќе од нас. Така да тие се едни параметри кои докажуваат дека ние не случајно сме таму кај што сме. 11 победи е добар, добар скор. Точно. Тоа е многу добар скор. Сега, една моја перцепција за фудбалски клуб Силекс, мислам дека организационо гледано, резултатски гледано, у континуитет гледано, Силекс навистина има еден извареден период од 30 години каде што нема големи осцилации. Финансиски, испадна у втора лига, се вратија. Меѓутоа, од тој аспект мислам дека е фудбалска средина. Како, не знам дали ме разбереш. Трикратен шампион. Трикратен шампион. Ќе збориме за тоа последниот пат пред 25. Меѓутоа, пак ќе кажам, моја лична перцепција, отсутствува таа фудбалска атмосфера кога е во прашање публиката и гледачи. Како се толку големо искуство Александар Васовски за себе, играјќи во Антре Франкфурт за репрезентацијата, финале Куп на Германија, се тоа ќе го начнеме во текот на емисијата. Каква е твојата перцепција за таа околност, да кажам? Па добро, јас кога разговарав со соседникот Горан за да отидам во Силекс, зборуваме за Горан Иванов. Горан Иванов, да. Он ми вети дека сака малце да го дигне нивото на клубот, во смисла на да се носат млади играчи, да се форсираат млади играчи, да се проба еден играч годишно да се продава на фудбалската берза и клубот едноставно да проба да се вмеша во првите три позиции што носат излез во Европа, така да тој како клубска стратегија. Клубска стратегија, мене тоа ми беше овакво укажано и јас прифатив, согледувајќи го тоа што кажавте вие, дека е клуб со традиција, дека е мирно за работа, дека нема притисок. Да, тоа е проблем некогаш и тој таа, да кажеме, што нема навијачи позади себе, што нема некој огромна... Добро, искрено не е Прилеп, не е Битола, не е Шкип, не е Вардар Скопје. Меѓутоа тоа е реалност, тоа е реалноста и тоа е минус, не е нешто. Па добро, некогаш и да имате таков притисок и плюс и минус. Се согласувам и со тоа. Така да ја мислам дека тоа е некоја средина која е убава за работа, поготово за млад фудбалер, прифатив. Прошлата полусезона е така, бевме у некоја лагодна зона, втората полусезона бидејќи веќе бевме останати, пробувавме нешто некои играчи, така да сега се договоривме оваа сезона, имавме среќа, морам да кажам дека имавме среќа што доведовме многу квалитетни странски фудбалери, кои заедно со домашните, заедно со младите фудбалери направивме еден одличен микс и ете ги резултатите, точно. Обврските се измируваат, да не прашувам. Па еве, јас сум бил во 3 клуба во Македонија. Силекс е, можам да кажам, најстабилен клуб од сите. За редовност збориме, не збориме за висината, за премиите. Така, редовност, значи стабилност, редовност, у смисла на континуитет, значи ова е веќе 30 години и не е клуб кој што општината ќе даде толку, газдата дава од джеп пари и таа наша... Колку е буџетот, може ли да открием? Па не знам, мислам дека околу 800-900 илјади, се не ме држите горе-доле за збор. Да, колку што се, колку што е на тиквеш буџетот. Не знам дали горе-доле нешто. Од хотелско сместување. Па како да ги земе сите трошкови, мислам дека се така, да кажам 800-900 илјади и проблем е што тоа што Силекс, ви кажав, не е општински, нема помош од општина, туку едноставно газда дава пари од... Ај, сега да направиме еден линк, една конекција, еден исчекор на тема репрезентација и Фудбалска федерација на Македонија. Дали претпоставуваме ќе има таму промени, може ќе зборуваме за тоа подоцна, мене ми е друга идеја. Ако зазвони црвениот телефон од ударна бригада број 8, тоа е старата адреса на Фудбалска федерација, во хотел Кратис. И се јавува младиот господин Зинго. Да. Треба Тетовче да биде селектор на репрезентација или на млад до 21 години. Апсолутно, тоа е за мене чест и огромна, како да кажам, дај Боже да дојде тој момент. Што ќе биде одговорот? Од него? Не те прашувам те. Па не знам што ќе биде, неверојатно не. Јас кажам дека мене би ми пријало и дека би прифатил без размислување. Сега,
нормално ако сум врзан во клубот со договор, ќе почекам да истече договорот, па после би гледал што понатака. А уште едно Никако не би оставил клубот на цедило Уште едно средства. прашање со мој мини коментар. Бидејќи бев следбеник и хроничар на работењето и раководењето на господинот Љубисев Иванов, нели, починат. Да. И се сеќаваме со добро фудбалски вака на него, ја би можел да го претпоставам одговорот, бидејќи во голема мера знаев како он го водеше Силес во тоа време, одговорот ќе беше негативен. Бидејќи еден таков врвен тренер, во една ситуација кога Силе сака да врати шампионската титула, дури и купот троба чука на врата, Да. ќе збориме и за тоа, мислам дека ќе биде негативен. За Горан Иванов сум воздржан Не, па би бил и од мене негативен. во оваа ситуација. Да, во ситуација нема да го оставам клубот сигурно 5-6 кола пред крај или на полусезона, во ситуација кога сме со макотрпна работа сме стигнале Така. во ситуација да бидеме први. Така да апсолутно тука нема за мене никаков вакво, Така. меѓутоа па ќе кажам чест и привилегија да се биде селектор на Македонија, дали е U21, дали Апсолутно. Да си изјавам ја право, вака, во продукција Скок, бидејќи Левтана ги водиме овие емисија на YouTube. Да кажам една моја желба и посекување дека сакам единствениот фудбалер македонски кој бил шампион и како фудбалер и како тренер, тој е Александар Васовски Тетовче, значи шампион со Вардар, освоена круна и шампион со Вардар како тренер. Да. Лично посакувам да дојде на селекторската позиција. ти благодарам. Се надевам дека ќе се оствари еден ден. Фидбекот CV-то вели дека може. Јас ќе продолжам апсолутно понатака посветено да работам и да се доедуцирувам. Нормално тренерската работа секогаш бара да си во текст со тренерските, како да кажам, случувања, со тренажните процеси, така да ја ќе продолжам мако трпно да работам, а ако дојде тој момент, тоа ќе за мене може врвот на мојата кариера. Ајде еден мал джингл, па продолжуваме на слични фудбалски Може. теми. Подготвувајќи се за оваа емисија, тоа ми е некако вака, да речем, во крвта, нарав. Останало од времето кога сум го работел тоа како помлад. Исконтактирав со многу познати фудбалски имиња кои се тесно врзани со твојата кариера. Од младинските категории, преку прв тим таму на Железарница, па преку Вардар, па репрезентација, селектори и така натаму и така натаму. Ниту еден од нив не сакаше да ми одговори, а се утепа од смеење, зошто те викаат Тетовче. И ја им викам, абе зошто ми се смеете? Многу паметен се прави, се знаеш за него, не го знаеш. Па викам, сакам, нема да бидеш најден, прашај го, он ќе ти каже. Ајде сега да чуем. Значи, моите се со потекло од тетовско. Значи, татко ми е роден во Лешок, а мајка ми во Теарце. И они има дојдено во Скопје како студенти, тука нормално брак и тука живеат. Многу оддавна така. И јас имав еден дрес од ФК Љуботен. Значи, татко ми додека играше ФК Љуботен, тука пишуваше Тетовка. А Тетовка е фабрика, мислам дека тоа време беше фабрика за чоколадни работи, така нешто, ние што ги имаше како како и вафле, така, тој прави, наполитанки. И се другарите, Тетовка, знам, ако се сеќавате за еден фудбалер и го поздравам се у Австралија, Саше Алексовски Чалам го вика. Бевме нераздвојни другари, Тетовка. Не гледаат во Австралија. Да, ја го поздравам. Не гледаат во Австралија. Тетовка, и така ме завика и тоа ми остана. И после тоа кој идеш кај си. Чека, играше фудбал или пред да почнеш да играш? Тоа не е уште бев. Може игра во млади категории. Не, онака мислам немаше нешто регистрација. регистра. Тоа е пред сигурно пред да кажам 35 години. Машала. Да, уште кога бев. И останало И остана тоа и тоа ми остани после ме завика и не се смени до ден ден. Али добро, тоа така, тоа е симпатично, али таа е приказната ради дресот, може чак и го имам дресот дома ако Добро, Тетовче, кој те стави прв тим? прв Ванчо Балевски Змија. Значи на мој, мислам дека 16 години или 17, се не ме држите за збор, и партнер во одбраната ми беше Калц. Љупчо Марковски Калц. Тоа беше за мене еден, да играм со можеби најдобриот штопер тоа време. Океј, беше човекот во години, меѓутоа за мене беше као да, не знам, као да играм поред Бекенбауер. Така да скоро 10 на години постави. Да, јас имам 16, тогаш 27-8 колку имаше така. Така да тие моменти секогаш ќе ги паметам во ФК Скопје. Играв, почнав во прва лига, и тоа за жал ради недостаток на финансии испаднавме таа година и отидов во Цементар. Добро. Поздрав од Змија.
Да, поздрав назад. Во Хрватска го најдов, не во Македонија. Да, Работи како скаут за млади фудбалери. Знам, апсолутно. Тетовче, прашање број 2 за Тетовче. Кој те стави у репрезентација прво? У репрезентација, во во млада Никола Илиевски Джиджи, Добро. во млада, а во А селекција со Малта дебитирав, селектор беше Цапар. Драган Канатларовски Цапар. Мислам Тоа дека е имам два надпревари пред да дојде Джиджи. 2 на пред да дојде и ги имам Така. сите новини дома, мајка ми све собираше тогаш што овакво, така да сега ми треба, знаеш, може малци на спиење ќе ме фатите нешто ако пропуштам, ама Не, еве ги. со Малта репрезентација ми е деби, Цапар беше. Тогаш мислам дека фалија многу играчи и викна многу играчи од Македонска лига. Јас играв во Цементара и дебитирав за репрезентација. Играјќи за Цементара се изборува овој фудбалски клуб за настав во Интер Тото Куп. Така вели тетка Википедија. Да. Играв јас на Играше? Играв, да. Таа сезона кога Цементарница стига до Интер Тото Куп. Играв и знаете како Цементарница мене ме купува од Скопје. Добро. Има договор да ме врати мене до крај на сезоната, исто декември идам јас од Скопје во Цементара, меѓутоа на припремите тренер беше Алексо Мацко, се повредуваат Гаге Стефановски, Свето Станковски, двата стандардни штопери, одеднаш проблем за екипата и останав. Гаге Стефановски беше високиот со Да, мој братучет, поздрав за него. Да, со Гаге Стефановски игравме заедно во Цементара и они двајца се повредија и Мацко вика дајте пуштете им некој друг играч на Цементара или дајте им нешто пари, не знам како беше, не ме за збор. Јас си останав во Цементара и одиграв 6 месеци малтене перфектно. Тренерот е бил Змија, тренерот е бил Мацко, Цапар, тренерот е бил Никола Джиджи, тренерот е бил Ѓоко Хаџиевски. Ѓоко Хаџиевски? Друг тренер. Мислам дека од Македонија топ. Зоран Стратев. Зоран Стратев, ужотиот, Зоран Стратев не беше, да. Сите беа тогаш тренерски великани, можам да кажам. Па се најдобрите тренери што биле во. Знаеш дека само една мала дигресија се враќаме. Зоран Стратев жути можеби е најскромен од сите, најмалку го има као ударно, знаеш. Играше пред вратата на Лига шампиони беше. Пред вратата тие моменти се за не јас за жал бев повреден и ги гледав со таква не знам, со таква жал тие надпревари. Ние многу малку ни фалеше, ако се сеќам на надпреварот во Прага бев со екипата 1-1 и ние имаме се истураме од шанси. Да ги победиме 2-1, тогаш, значи, у Лига шампиони имаш 1-2 утакмици, 3 и влагаш. Ние не знам кого поминавме, се не ме држи за збор. ЦСКА второ коло, прво Дуделанш или не знам кој беше, Спарта Прага и за 1 гол не влеговме, после тоа игра со Лацио, со Реал Мадрид, мислам беа во група, така да многу жално за тие моменти, меѓутоа тогаш беше Зоран Стратев, одлична сезона имаше со Вардар, а пред одлична сезона имаше со Цементара. И добар тренер и другар секој пат бил со фудбалерите и со новинарите. Јас така го знам и денес кога ќе се сретнеме. Апсолутно одличен тренер и одличен човек. Полека одиме и тренерски оддел. Нема проблем. Ај пред тоа уште една работа. Има еден настан кој за мене е исто така голем раритет, значи се сметам за човек кој го следи фудбалот и малку сум повозрасен, ги паметам тие 70-те години, почетокот на 80-те, значи Ајнтрахт Франкфурт бил еден од клубовите кој бил меѓу првите во европски рамки, значи и со тренери, сега да не ги трошиме минутите за тоа. Александар Васовски прави во тоа време трансфер кој сега би бил милионски, сигурно, со инфлацијата, со се, и игра 6 сезони, 6,5 сезони, и има еден фантастичен надпревар финале на Германски куп против Бајер Минхен, 75.000 гледачи. Да. Жолт картон 40 минути. Да, жолт картон над, мислам дека Пизаро. Пизаро го дава гол. Пизаро го дава 93-та, меѓутоа ја имам жолт картон без Пизаро, имав 84-та минута 100% шанса со глава, Оливер Кан ми извади од самиот агол. И тоа време Бајерн беше, мислам дека финали Лига шампиони со Феликс Магат, со одлично, меѓутоа ние одлично се државме 93 минути, чак и на моменти бевме подобри. И еве да кажеме и тоа е еден од надпреварите кој ми останува во сеќавање, тој Саутемптон и нема многу надпревари на кои ете и денес кој ќе помислам ми доаѓа убаво чувство. 75.000. 75.000, Франкфурт има
одлични навијачи, мислам дека чак 50 или 40.000 беа од Франкфурт. Така да уште еуфорија, уште кога ни испраќаа на аеродром, еуфорија после надпревара кој изгубивме, пошто тоа време беше финалистот, иде во Куп УЕФА и ние отидовме во групна фаза Куп УЕФА прв пат после 20 и нешто години во Франкфурт да се пласираме во европски надпреварувања, така да тоа се тие моменти што сега вака од ова временска дистанца подсекјќи се на овие настани фудбалски. Можеш ли да објасниш на нашата публика за еден фудбалер, еве и за тренер, бидејќи сега си и во двете зборуваме за двете твои работи од минатото. Да. А кога размислуваш да направиш трансфер, да играш некаде, да водиш екипа, што е на прво место, што е приоритет? Платата, приходот, публиката, амбициите на клубот, како би го објаснил тоа? Па јас не се водев по парите. Јас имав понуда исто време и од лиги како Русија, Турција, меѓутоа за мене Бундеслига беше нешто тоа време, да кажеме топ 3 лиги во Европа. Ја отидов во втора Бундеслига, клубот се бореше за опстанок. У декември. Истата година се пласиравме со неверојатна серија од 10 последователни надпревари, победи, се пласиравме истата година во Бундеслига и клубот 5 години беше, ајде да кажам, златна средина, ете финале куп, што беше одличен скок за мене и одличен напредок. И затоа јас тоа време беше малци и другачи. Ја бев стандарден репрезентативец. Значи еве сега замислете во македонска лига нема еден фудбалер што е во репрезентација и да нека биде у ростер од 25 играчи. Значи тоа говори или за падот на нашата лига или храброста на селекторот. По мене еден-два играча од македонска лига ради газдите македонски, ради лигата, едноставно да дадеш малку значение на нашето. Тоа е мое мислење и тоа јас јавно го правам. И без оглед, сепак мислам дека има можеби 10 фудбалери македонски во нашето првенство кои играат, кои заслужуваат да влезат у поширокиот ростер. Па треба. Значи не зборуваме дека се подобри од овие или сега да ги критикуваме селектори. Апсолутно не. Дали ќе се сложи со мене на времето и Миља Мијанич спокојно го правеше тоа, значи па и Ивица Осим. Значи не, и 22-иот играч е близко до 11-тиот ако треба да изигра 15 минути. Сега вака пластично објаснувам. Не, ја мислам дека тоа треба за да лигата добие малку на тежина. Знаете, сепак сите сме излегли од македонска лига и Горан Пандев играл за Беласица, јас сум играл у Вардар и сите фудбалери кои нешто значат у денешниот наш фудбал потекнале од македонска лига. Сега сите треба да работиме лигава да ја оправиме на овој или на оној начин, со инфраструктура, услови, со така. Пред да те прашам за головите што ги постигнуваш. Во сите овие екипи имаш постигната голове, си играл дефанзивец. Да. Една дигресија, едно твое, ако можеме да го кажеме, ветување. Ако дојде до ситуација, дај Боже да дојде, за селектор, ветуваш дека ќе земеш еден 20 играчи од македонска шампионат? Јавно ветувам дека ќе земам. У интерес на лигата на фудбал. У интерес на лигата, нормално тој треба да е најдобар. По мене, еве Марко Ѓурѓиевски од Силекс, првите 5 кола дај 7 гола. Не може да не биде на список за репрезентација. Не знам се ова да не испадне дека сега нешто наметнувам, тоа е моје мислење. Не, ова е позитивна критика. Позитивна критика затоа што таков профил немам во репрезентација. Дечкото игра во континуитет, нели се жалиме немаме фудбалери кои играат во дечкото игра во континуитет. Не мора да е Марко Ѓурѓиевски, нека биде Петко. Така. Еден мора да имаме ради не знам, ради да ги мотивираме нашите газди, нашите спонзори да инвестираат. Доста позитивни критики имаш и за Рамадан во оваа полусезон. Апсолутно. Рамадани е исто така треба да биде во поширок список, има тука многу да не ги набројуваме се фудбалери кои не се сетив на него дека. Да, треба и Рамадани да биде секако, така да тоа се тие фудбалери нема да бидат 20, нека бидат 5-6, ама да се стави фокус на утре кој ќе дојде ситуација, не дај Боже да имаме 7-8 повредени или надвор скрос од форма, да може селекторот да бира од каква така македонска наша е да не гуам. Наша е, така е. Не можеме да ја критикуваме, можеме да не ја сакаме, меѓутоа да имаме критички тон и према тренерите, мене многу ми забележуваат на тоа. Јас сум гледал милион утакмици, не сум видел големи, ама сум гледал 9 светски првенства, сум гледал бразилци, аргентинци. Сега не е да се пофалам. И некој пат ми е шубе кога ќе гледам дека фудбалерот не е блокиран од никого. Сега ова е малку дигресија моја, не е блокиран од никого, нема притисок врз него. Значи нити некој трчи позади него да му диши у врат како вие тренерите популарно што викат.
и тој ќе ја центрира зад голот топ. Не важам тоа. Да, А? да. Па да, тоа е. Мислам, ајде кажи ми, играш дефанзивец, лево или десно или централно, и Централно, голови. да. Од цементарница до младинска, така пишува. Да, јас дав една сезона, мислам 7 гола за Вардар. Една сезона 7 гола. 10 пишува. Може и 10 да се да, може и 10. Тоа е нападјачи не дават. Ама многу добро скокав, имавме уиграни варијанти од корна и многу сите скоро голови беа со глава. Јас имам Бундеслига исто првиот мој надпревар со Леверкузен во прва лига, значи таа година влегуваме, дадов гол за 1-0 за нас. Значи, Имаш и 2 асистенции. да, Објасно е. па добро, тие се Дефанзивец 2 асистенции у Бундеслига. Да, имам и 2 асистенции, една асистенција која се памтам некако се уфрлив во средина, дупли пас, излегов таму, ја вратив, ама на тидис да е гол. Така да, тие беа моменти кои многу значат за дефанзивет. Значи јас последно ви кажав 10 гола, првиот гол во Франкфурт и за репрезентација 2 гола, а имав уште дузина шанси поред гол над гол. Малку настапи имаш, само 34. Да, ме водеа победите многу. Не, ова малку се шегува. Не, ама точно, јас У однес на Гоце Седловски, да речеме, Точно, Горан точно. Пандев, Артем Шекири, твоите 34 се скромни. Јас на Тоа е мој 30 печаток. Јас на 30 години прекинав фудбал да играм. На 28 имав тешка повреда на коленото, фактички, и тоа е као да сум завршил на 27 години фудбал. Тоа е одењето во Кавала и враќањето во Вардар. Да, тогаш беше веќе се готово, имав 3 операции на коленото, раскавица и ми беше само ајде да пробам уште еднаш, а меѓутоа толку беше. И така било пишано, Сега, нема како тренер коленото не бава. нема проблем. Нема, некогаш ќе сакам да поиграм со да речеме така рекреативно Мал фудбал? мал фудбал, да, малку ме фаќа, меѓутоа проаѓа. Чека, може некој да ти издрилу пола метар на мал фудбал? Па може да ти кажам, не сум Добро, прашувам, само прашувам. Не сум сега. Значи има и такви местари. Сега сум бледа сенка на тоа што бе реално. Добро, има тука една асоциација. Ајде да чуеме уште еден џингл и одеме на тренерскиот дел. Нема проблем. Завршува играчкиот период на Александар Васовски и популарниот Тетовче. Остануваат бројките за него во цементарница 41 настап, 3 голови. Внимавајте, дефанзивец во секој клуб голови. Фудбалски клуб Вардар 89 настапи, 10 голови. Ајнтрах Франкфурт 98 настапи, 3 голови. Еден куст престо во Кавала, Да. нема настапи, нема голови. Враќање во Вардар, крај на фудбалската кариера и првиот чекор кога настанува кон тренерската кариера. Па јас пробав уште еднаш, се консултирав со доктор од Германија и он ми даде, не ми даде зелено светло да играм понатака и во Вардар ја завршив кариерата. За моја среќа, тогаш мојот кум Никола Ѓошевски. Сам се извинувам, без да одиграш ниту еден надпревар, па враќањето од Кавала Да, во Вардар. во Вардар бев пробав неколку пати да тренирам, текуваше коленото и знаете кога си веќе уморен од тие работи и решив да ставам крај, завршив во Вардар. Мислам дека бев регистриран. Да, и така. Нема настапи само. Нема настапи, Малку чудно ми беше тоа. Па да, тоа ја завршив кариерата и моја Добре. среќа беше што Никола Ѓошевски тогаш беше директор на Металург. Он е мој кум и сакаш ли да работиш кај нас? Металург беше еден стабилен клуб со добар спонзор. Збориме Мичо за Јорданов. господинот Никола Ѓошевски, лиценциран FIFA агент, агент. да. Зашто да не? Отидов во Металург, веднаш почнав да ги тренирам, мислам, кадетите и паралелно земав Б лиценца, значи за едно година дена Почнува со едукација. почнав со едукација. За жал завршив рано фудбалска кариера, меѓутоа тоа беше предност да рано почнам со лиценците. Ја веќе на 35-6 години мислам дека имав и пролиценца. Така да веднаш почнав во Металург да се едуцирам, работев со Срлен Захариевски заедно со Ѓорѓи Христов беше тренер на прв тим. Успеав со младинците да освојам дупла круна. Браво. Дојдов да бидам заедно со Срđan, он беше прв тренер помошник во Металург во прв тим и за не знам после колку време, за 2-3 години ми се јави на Вардар, тогаш беше под капа на град Скопје, Горан Савич беше спортски директор, дали сакаш да ги тренираш младинците? Отидов во Вардар, бев координатор на школата и тренер на младинците и кога дојде Сергеј Самсоненко, јас тогаш ги спакував куферите за Германија. Решивме да се селиме таму, едноставно Поврзано со фудбалот се ли? Да, сакав да бидам тренер на U18, тогаш ме понудија, Фали Рамадани мој агент среди да бидам тренер.
Меѓутоа, знаете како, долго време сум у странство, зажелен си за дома. Чекај, извини, ме збуни, зборуваме за националната селекција на Германија до 18. Не, Франкфурт. Франкфурт, пардон. Айнтрак Франкфурт до U18. Добро, бидејќи тоа са многу голем квалитет, концентрација на таму, од тоа аспект го отвори прашањето. И Сергеј Самсонеко го презема клубот, ми се јави лично, сакаше да бидеш тука у клубот по наредните години додека сум ја. Сергеј дали вика јас ќе бидам додека сум ја тука у Вардар, ти ќе бидеш со мене и одлучив да останам. Бев Значи директен контакт со директен контакт, бев во првтен помошник тренер кај Андреев, бев помошник кај Гоце Седловски, кај Чедомир Јаневски, за да мислам дека 2015 или 16 година, не ме држи сега за збор, станува ми прв тренер на Вардар. 16. Тоа е добро искуство. Одлично Тоа е искуство. добро искуство. Одлично Тоа е еден период кога Вардар сакале како сакаме да кажеме во експанзија, Звездени резултатски, моменти. финансиски, Да. организационо. Без оглед што после тоа следува пат, нема да зборуваме за тоа, зборуваме за тој период кога си ти таму има експанзија. Има експанзија, игравме групна фаза Лига Европа, што сега е незамисливо. Тогаш немаше конференцијска лига. Уште беше Лига Европа со Сан Петерсбург, со Розенбург, со Реал Соседат, тие беа, значи супер моменти за Вардар, Фенербахче го елиминиравме. За после тоа да бидам прв самостоен тренер и веќе во првата година сега јас да не се навраќам и не сакам никого сега да напаѓам, меѓутоа ми беше мене ускратена можност да бидам шампион со тие два надпревари против Шкендија, ако се сеќавате кога им призна непостоечки гол, а на нас не ни призна гол што го постигнавме. Така да Шкендија стана шампион, ние први. Вардар не доби лиценца, ние втори. Вардар не доби лиценца за настап во Европа и клубот тогаш уште веќе почна да биде на климави нозе. Нема плати за играчите. Меѓутоа јас успеав да направам екипа составена од млади фудбалери, составена од странците кои беа веќе во Вардар за таа 2017 година да бидеме шампиони со 10 бода пред Шкендија. Така да таа е по мене еден огромен успех за таа млада генерација вардарови фудбалери кои 2020 коронава неа броиш како втора или како беше тоа? Па тоа е 2020, значи ја се враќаш. Назад се враќаш. Назад Тоа се, беше да. ама и таа ти се брои како дел од стручниот штаб. Да, а 2020 бев ова што го зборам сега, 2017 беше 2020. Значи, вака за нашата публика. Алесандар Васовски Тетовче е во друштво на Франц Бекенбауер и Дидие Дешан, кој во словна перцепција, може имам грешка, ќе го испитуваме и ќе провериме, како фудбалер и како тренер бил шампион со еден ист тим или со една иста репрезентација. Алесандар Васовски беше шампион со Вардар како фудбалер, рековме тоа, зборувавме, како тренер, помошни тренер шампион и како прав тренер шампион. Да. Дидие Дешан, пошто ги знам светските првенства само за публиката на брзина. Да. 98 капитен на Франција, светски првак и светски првак последните години, да не ги кажам. Франц Бекенбауер, капитен на Германија 74. Да. Добро, ти и нашите камермани овие зад камерата не сте биле родени тоа. Да. Јас сум ги гледал и тогаш и 90-та година, мое прво светско првенство, Франц Бекенбауер, селектор на Германија, светски првак. Да. Има тука паралел или мислиш дека е малку нескромно Малце баш може и ајде да кажам претерано, друго е да си светски шампион, друго е да си македонски шампион, меѓутоа ама годи тоа. раритет И годи тоа и апсолутно. Може ли да отвориме една полемика на нашата публика ако некој се сеќава дека има фудбалер во Македонија, било за кој клуб? Бил шампион на Републичка Македонска лига, Македонска лига нека биде, и како тренер и како фудбалер. А не знам, ајде да видиме. Тоа е интересно, нели? Да. Ајде одиме. Продолжува тренерската кариера после Вардар, Академија Пандев на два пати на кратко. Да. Значи јас бев шампион со Вардар и клубот малте не беше распаднат. Ја бев во Охрид на одмор и август некаде ми се јави Самуил Симев. Дај да почнеме сезоната, ќе ни го угасат клубот, да пробаме. Јас ги собрав сите фудбалери кои тогаш ги имав на располагање, кои заради нередовните финанси не почнавме со припреми. И ние таа полусезона бевме на крај четврти, без припреми. Меѓутоа јас веќе пред тоа најавив, пошто знаете како не е лесно да си тренер на Вардар. Значи не е лесно и кога има, а уште потешко е кога нема, затоа што е притисок, затоа што мора да менаџираш, да балансираш со фудбалерите. Значи јас сум бил тој кој
сум ги терал да тренираат, сум им укажувал на големината на дресот што го носат и тоа И публика има. И публика значи, има, има и публика, има позади. публиката си го прави своето и Да. во добра ситуација и во лоша ситуација. Да. Сега пака да се разбереме, нели? Да, Затоа е публиката. Да, И тоа е притисок, така ја гледам. Добро, јас сум гор За арно притисок, не за лошо. Точно, па тој е кој знае тој да го свари така да кажам фудбалски да го свари, ке мене на пример, мене комитите ми стално ми биле мотив плюс. Сега ке некој можеби тоа му е притисок, тоа му е стрес, кој ќе го викне неговото име или не знам кој ќе секој фудбалер е различен. Така да апсолутно И карактерите се различни. И карактерите, да. И јас на полусезона клубот на 4-то место, бев лажен од градоначалници, бев лажен, тоа јавно го кажувам, 3 пати бев кај градоначалникот на град Скопје, да Александар, ќе префрлиме пари, ќе клубот нема да се распадне. Јас си дадов и на дечките што беа тогаш им дадов и на себе рок, затоа што осеќате како полека и здравјето го губите. Значи, у смисла на нервози, неспаност, така да им кажав на дечките, декември, јас не го оставив клубот, и првиот и вториот пат, не го оставив клубот 7-мо коло, 8-мо коло. Туку го оставив клубот на полусезона, да се најде на време нов тренер, да се средат финансиски, поготово вториот, да се организираат, затоа што подобро да кажам искрено, него кукавички после прво или второ коло, речам, веќе не може. Така да пробав, издржав, малтене вториот заедно бевме вториот пат и без финанси, нема врска, за мене тоа е апсолутно чест и гордост. Тој клуб што ми дал леп во животот, никогаш нема да го оставам на цедел у таква ситуација. Ај сега за второто доаѓање. Добро. Во прва лига Вардар. Ја бев веќе официјален потпорол, Да. ги имав информациите. Заедно стартувавме против Селијус 2-2, прв бот. Да, точно. Дали добро се сеќавам дека директно од авионот некаде слета на Скопски аеродром и седна на клупата. Да, слетав директно од Франција и вечерта касно дојдов и му се викам себе си Среда си играше на прво. Среда си играше, вторник дојдов. Дај среда да го гледам, не, ќе го водиш на преврот. Без средот на тоа, да. Пола сум бил тренер, значи на Дарко Мицевски, на капитенот на сите таму што бев сум бил, меѓутоа пола фудбалери не ги познавав. Имавме некој Новајли, нели Алверда, некој Лемос, да, го познав, не Лемос го во Академија Пандев го имав. Да. И 2-2 тој надпревар, после тоа го победивме вториот надпревар Ѓорче, 2-1, 4 бода земавме 2 надпревар и тргна малку работата и нормално е секој тренер кој ќе дојде на сред сезона, ние селектирал екипата, ни ставил свој печат, свој тренерски печат, така да имав просилаци. Директен повик од веде раководството од комитите, прифаќаш ампаса без да мислиш. Нема разговор, пари, плати, рати. Са окей, ми рекоа некоја плата, викам кој ќе има за сите, ќе има и за мене. Ако нема за вакво, јас нема да барам. Они се сведоци и ради дечките затоа што ме прателе кроз мојата кариера. Значи со Миле сум дружил приватно, Мартин Севрафимов, Мачка, сите тие дечки кои моментот застанале. Да, сите тие моментот кои застанале, кога сум бил и играч, не се дружеле. Ако можеби фудбалери не се дружат, меѓутоа тие не се обични навијачи. Што се случува сега? Има резултати, има бодови. Наеднаш имаме ситуација, не знам дали ќе се сетиш кога бевме во Струја, продукција Скок како тим. Веде председател го прашуваш кај да тренираме утре. Да, добро. Ти вика ќе тренираме таму, па ќе се туширате таму, сега да не ги објаснувам деталите. Да, јас кога ти се налути, дозволи ми, се налути и викаш, шефе, што мислиш ти за ова? Ја викам, не, мене пиар делот, и ти се сврти и викаш, 3 дена слободни сите. Така беше? Може, да. Добро, тоа јас бев свесен дека... Не, малку беше од позитивен бес, како да го кажам. Да. Од јас бев свесен дека клубот кугури со финанси, значи со терен за тренирање и јас се нафатив. Нормално се, јас сум решил да помогнам. Јас помогнав, освоивме 17 бода, мислам дека не ни бевме последни, дека со една победа 17 бодови на 15 надпревари, дечките беа стално уз нас и едно големо фала што тој период успеале некои средства и давале од джеб, бидејќи фудбалот не се парите не се само плати за фудбалерите, одржавање на терен, фудбали, медицинска опрема и ред други работи. Така да успеале тоа да го
да го изнесат, секоја чест. Пријателски се разделят. Апсолутно. Така знам, јас само Да, и нормално, публика- јас сум свесен дека има гнев ке некои навијачи што се отидов на пол. Јас сум свесен за тоа, меѓутоа јас тие 17 надпревари честно и поштено колку што сум може сум помогнал. И целта е на крај остварена, Вардар остана у лига. Преку Да. бараж, после дојде Горас Михајлов, се среди клубот, значи дојде и финансија од град Скопје и едноставно треба да сите тој период што направиле некоја си жртва, треба да се каже фала. По мене. Само да ми дозволиш, 200.000 евра ги префрли актуелната градоначалничка на Вардар пред 31 декември, тоа е Да. финансиски закон, мора тоа да се префрлат, Да. за да влезат у минатиот буџет. Ги доби Вардар парите, со 200.000 евра влезе Горас Михаилов, јас ќе одржам пресконференцијата и со него, Да. исто како и со тебе и со Да. Ѓоко Хаджиевски. Вардар остана у лига со 200.000 евра. Точно. И со Горас Михаилов. Точно. И со ведро раководството комитет. Точно. Ова полусезона со 500.000 евра, 13 бодови, no comment. Добро, сега е тешко е. Тешко. Вардар е тежок клуб. Тежок Ама за резултатот менаџирање. е послаб. Само јас зборувам за бројките. Послаб е, тоа е факт. Значи пред фактите нема, меѓутоа ете му посакувам да се опорави што побрзо. И ние исто. Да, тоа е моја желба и Јас сум кажал многу пати јавно, не сакам твоето гостување да го кажам, меѓутоа мислам дека овие фудбалери навистина имаат проблематичен квалитет за реномето на Вардар. Тоа е мој впечаток. Дали можеме да се вратиме малку на оваа борба за титулата, борба за опстанок, многу изедначена конкуренција на врвот. па не вака 37, да било. 37, 37. Не било вака до сега. Како Пет екипи, гледаш на тоа? Како Тоа тоа? е добро. Добро. Тоа е добро. Полека Генерално е добро. се прошлата година беа 2 екипи или 3 шкупи до пред, не знам, 10 кола до крај исто, меѓутоа на крај се сведе на Шкендија и Струга. Оваа година мислам додека имаме здив Силекс и работнички ќе се бориме, ние сме екипи кои се да кажем изненадување. Шкендија си е Согласени за две најдобри екипи. Да, Шкендија е константно добра и со квалитет и со играчки кадар, така да ќе прекосиме до последен момент апсолутно и ние ќе се засилиме сега во зимскиот период да пробаме да Веќе има такви најави со раководството. има најави затоа што ова не сакаме да испуштиме оваа шанс. Може еднаш у 20 и колку години Силекс не бил прв. 97-98 година Тоа Силекс скоро бил 30 години. 25. 25-6 се отвора некоја шанса Силекс да биде шампион, така да ќе пробаме. Едно подпрашање на овој подкаст. Има ли тежина и императив притисок кај Тетовче, ако се сети дека на Силекс биле тренери еден Ѓоко Хаджиевски, Зоран Смилевски, сепак и миња. Апсолутно. Има Кои освојувале трофеи. Исто и на Вардар, истите тренери и на Вардар. Ѓоко Хаджиевски бил тренер и ваму и таму, така е, тоа е по мене можеби најголемо, не можеби него сигурно најголемо тренерско име во Македонија со преку 30 години работа на титули страна, донесено на 5 Вардар. титули, селектор, Извини само да износи. те прашам, памтиш ја думата, а кога ќе каже некој од страна дека Ѓоко Хаджиевски не е вардарец, како би реагира? Не може да не е Вардар. Добро. Па не. Ама викаат, некој пишуваат и Значи, викаат. има еден збор Ѓоко пред Хаджиевски е фактите. болен за Вардар. Знам апсолутно, па мене ми беше тренер у Вардар и Продолжи Можеби- ја думата, значи оди Силекс на атак на првото место. оди Силекс натак на првото место, ќе биде тешко, меѓутоа чим можевме 18 кола, останува уште 15, ќе пробаме да направиме 7 да бидеме шампиони. Во Тоа е стручниот штаб е Раденко, Раденко Бојовиќ асистент, Ивица Глигоровски исто асистент и тренер на голманите Шики. Така да Динески. Динески да. Не за Поздрав и до мене. него. Не за мене бе Динески. Да, легенда и многу голмани, баш вчера дискутиравме 4 репрезентативни голмани поминале Да. преку неговата работа. Ја правев интервју со него, викам, тренер на голманите се усили с 25 години. Вика, шефе, јас сум тука 40 години тренер на голманите. Тоа е легенда наша и така. А Моцо е директор или? Моцо не, Моцо е Консултант? пријател на клубот, консултант, да. Добро. Да. Таму има добри Джајо. фудбалски работници. Джајо Контракт. не го знаеш, Драган Иванов, он е исто така работник. Сите, ја кажам, Силекс е многу симпатична екипа, стабилна екипа со одлични луѓе кои јас едноставно одлично се чувствувам таму. Моја предност е што блиску ми е до Скопје, не велам дека секој ден патувам, меѓутоа 2-3 пати неделно сум во Скопје. Ај пред да финишираме со уште едно джинглче. Има една магија која ја нотирав во оваа подготовка, магијата се вика Раденко Бојовиќ. Да, И у Сараево се бил со него. сегде заедно. Па Што е магијата со Раденко Бојовиќ? Ништо. Да го објасниш тоа. За мене е тоа апсолутно позитивно.
апсолутно позитивно, едноставно Ама одлично се магија го работуваме вика. заедно. Има магија тука. Точно. И огромен дел на овие заеднички успеси, бидејќи е доста темелен, одличен аналитичар. Ние знаеме некогаш и што е тоа нормално и да немаме исти погледи кон некој работи, меѓутоа сето тоа гледаме да го изменаџираме да биде најправилно. Така да по мене одлично се работуваме, се надевам дека тоа ќе потрае. И така да ете, успесите говорат дека за сега добро иде се. Две реченици за Сараево. 4 месеци тренер, од 10 јануари до 10 мај. Тоа е да кажам дека Успех, дозволи ми, успех низ бројки. 15 надпревари, 7 победи, 4 нерешени, 4 порази. Тој е 55, потежок 6. клуб од Реал Мадрид. Ако кажам и да ме така да биде, затоа што босанците се многу незгоден народ. Јас стигна финале куп, меѓутоа притисокот што го трпев, тоа не може да се мери со ниедна. Сум играли и во Бундеслига и во Вардар, ајде да кажам дека е тука негде по тежина како Пожестоко од Вардар. Пожестоко апсолутно затоа што нереални се очекувањата. Екипата која наследи беше трето место. Така е еден ростер кој беше, како да кажам, не беше за амбициите на клубот. Зашто таму се бара да си прв. Да. Не се бара, не го Ако интересира. изгубиш од Железничар, крај. Тоа е крај. И Така и се случи. Нерешено јас беше. нерешено со Железничар. Пред 10 дена пред финале куп, нерешено со Железничар. Дрва и камења по мене од некој таму, како да кажам, советница на газдата, и мене ми пукна филмот, сум таков толерирам, меѓутоа некогаш знам и да пресечам, оке, до мене си идам и спакував кофените уште наредниот ден. И денес имам со Исмир Мировиќ. Има информација, извини, памти, дека веднаш по надпреварот еден ден поднесуваш оставка. Да, веднаш по надпреварот. И тоа со солзи очите има и на пресуд, затоа што ми беше тешко, мачно, се боревме и таму, стигна финале куп. Едноставно ми беше одземена можност да освоам трофеј. Со Велеш си играше финал. Со Велеш и го изгубија на пенали. Не видам дека лоша среќа ќе прати некош ако си неправеден. Тоа добро, тоа е епизода која не би ја повторил, затоа што јас додека бев у Пандев, бев второ место на полусезона како сега. И ми дојде понуда од Сараево, од 10, 9 луѓе ми вика не иди. Не е клуб за тебе, млад си уште, не многу тешки луѓе. Звучно е. Ја викам, ако ќе пробам, па макари тоа да биде огромна штета за мене. И сгрешив на Кошево игра, така? На Кошево, да, тоа е голем клуб, тоа е како сега и да не се лажеме, на пример, и сега би прифатил, меѓутоа сега би отишол со други, би си направил огромна околу мене заштита, бидејќи многу тренери изгореа после мене. По месец два ги штанцаа, ги менуваа како чорапи што се вели. Така да и тоа имиња, не претпоставувам, не може некој анонимус да биде на Сараево. Точно. Така да таа епизода е коректна, меѓутоа по мене малци болна. Ајде да одмориме се. Може. Фала ти. Нема проблем. Дека нашиот денешен гостин од секогаш бил интересен за спортските медиуми, и како фудбалер, и како тренер подоцна, и како личност, потврдува и насловната страница на Скок од не толку блиската 2003 година. Значи, зборуваме за 17 септември 2003 година, Александар Васовски дел од насловната страница на Скок, каде што има наслов "По Рома си одам од Вардар". Јас ќе го оставам ова на Тетовче да го искоментира, меѓутоа мислам дека акцентот е на некој нереализиран трансфер во Локомотив Москва. Да. Па тогаш бев пред трансфер во Локомотив Москва, за жал на еден од тренинзите ми го скинав бутниот мускул и мораш да позирам 3 месеци. Трансферот пропадна и тогаш тоа можеби беа најтешките моменти од мојот фудбалски живот. Неизвестност, во некоја депресија, фудбалска зборам нормално, не дам тоа да ми се претечи во нормалниот живот, меѓутоа успеав некако да соберам сила, да го пребродам тој период и овој баш за тој период кога го скинав мускулот бев така у некоја, како да кажам, некоја лоша состојба, меѓутоа успеав после година дена од ова да направам трансфер, да се вратам, одиграв, знаете, која ќе веќе Македонска лига, тогаш имав преку може и 200 настапи и веќе дојдов до еден каде што не можев да се мотивирам. Не се работеше јас да си одам во Вардар, од Вардар да си одам као нешто негативно, него сакам нов предизвик.
Значи Черен освоив човек. 2 титули, играв преку 20 пати за репрезентација и нема веќе предизвик. И Франкфурт дојде у ситуација каде што можеби и по мене, јас тоа на сите го кажам, каде што ми идеше кариерата можеби помала надолна линија. И беше тој момент кога ме лансираш. Жестока конкуренција, да играш Да. у Бундеслига 6 сезони. Да, Саша Чирич, Новески, Александар Васовски. да. И во Премиер Артем Лига Шакири играше во тенис Борусија, во Премиер Лига Горан Попов, Гоце Седловски, Тони Тони Мицевски. Мицевски во Германија во Херта Берлин. Пак доаѓаме дека тогаш бил подобар квалитет. Да, да, апсолутно. Фотографијата Вардар шампион. Да. Те има на Сум слика. јас тука до Дејан Ристевски. Мгм. Да, таа година бевме први. 2002. Која е датата? 30 мај? 35-2002 година. Тоа е крај на првенството. Точно. Тогаш завршуваше првенството порано, бидејќи доаѓаше светското фудбалско првенство Да. Јапонија и Кореја. Да. Вардар е дефинитивно шампион на 30 мај. Точно. Добар спомен, а буде емоции. Буди, да, па добро, јас ова сите новини каде што сум ја, мајке ми, ако ми верувате, сите ги има дома. Имам еден тон Тоа новини е дома добро. каде што супер и од Германија имам новини што мајка ми ги собираше, така да сето Да. тоа ми е уредно документирано. Ајде збор 2 за Фудбалската федерација на Македонија. Имаме конкретна ситуација, господинот Мастар Омерагиќ е евидентен Да, да. кандидат, поминати процедурите околу она што се бара за тоа изборно собрание. Зборуваме за параничен фудбалер на Слова Југомагнат со кој бил шампион на Македонија, на Балкан Стококомерс од најдобрите времења, кога јас ги крстив тајфонот од Чаир, Да. пишов и за Балкан, за Вардар играше, Да. члени на фудбалските структури, сега да не можам Да. точно да се... Значи, идејата ми е човек Човек од кој, спортот. кој нема непознато во оваа ситуација. Едно твое лестерно Па размислување. јас лично доста го почитувам и го ценам и како човек и можам само да му посакам се најдобро. Мислам дека ќе има доста работа, меѓутоа е доволно квалитетен да препознае дека на фудбалот му требаат коренити промени и дека по мене е одлично екипиран, ако се тие луѓе кои што се најави околу него, Горан Пандев, За спортската Ѓорѓе Христов, структура за спортската структура и Агими Брими и ред други, Тука ќе се биде- согласувам со тебе. да, ќе биде еден одличен тим за да конечно дојдат луѓе, по мене не дека лош беше претходникот, сега не сакам да ме свадим, меѓутоа да дојдат луѓе кои фудбал ќе го дигнат на едно повисоко ниво. 22 декември е изборното собрание, блиско е тоа. Точно. Оптимисти сме во секој случај. Дај Боже доди на Дај долу. Боже, дај Боже. Па искрено полошо и не може да биде дома. Сега јас сум, вие сте може од страна, јас сум директно инволвиран во фудбалот. Многу лоша инфраструктура, многу лошо судење, нема вар, сето тоа треба да се подобри, а еве шанса на новите луѓе тоа да го средат. Да бидеме оптимисти. Финишираме новинарски екстра тајм од двете полувремења со фудбалското име Александар Васовски Тетовче. Единствен фудбалер, некоја мини анкета отворивме, кој бил шампион играјќи фудбал и кој бил шампион водејќи екипата како тренер. Раритет за почит во македонски рамки. Дај Боже низ ова наша анкета, барање, да кажем истражување, дојдеме и до друго такво македонско име кој го постигнал овој навистина извореден успех. Од тој аспект интересно е, еве за нашата публика, да не речем и за мене, какво е размислувањето на Васовски со едно завидно добро CV и како фудбалер и како тренер, веќе на некој начин и докажан низ постигнатите резултати. Дали размислува при евентуална понуда, рековме за репрезентацијата, тоа е престиж и чест, меѓутоа понуда од странство, сепак Македонија, сакале да признаеме или не, е просечна фудбалска средина. Апсолутно. И по квалитетот, и по публиката, и по... Тоа е наше, меѓутоа, ја така мислам. Да, Ако се... размислувам секако дека сакам да продолжам во странство, меѓутоа сакам сето тоа да е навремено, а не избрзано како што може беше со Сараево, така да сум насочен на тоа размислување да после не знам кое време кое ќе дојде вистинското време да заминам во странство. Нормално треба сите понуда, да. Да, сите коцки треба да се вклопат. Малце во контекст на сето ова, мислам дека во Македонија
има доста квантитет кога е во прашање фудбалот и младите категории. Од аспект на приватни фудбалски школи, на школи по клубовите, почнувајќи од 6-7 години, кога почнуваат да тренираат, па до 17-18, кога де факто завршуваат со настав во тие младински категории, а некако, пак мој личен впечаток, моје видување и некоја моја мини анализа, немаме квалитет, барем последните 10 години или 5-6-10 години, да излезе врвно фудбалско име и да излезе надвор од нашите рамки на 16, 17, 18 години. Па добро. Какво е твоето гледање на ова? Тогаш е да направам паралела со наше време, беа фудбалски школи најака Вардар, нели Металург или не знам. Сега се отворија многу школи каде што можеби, тоа е мое гледиште, прва и основна работа е сега ти кога ќе плаќаш негде, например сега не знам некој дете во некоја фудбалска школа, чим родител плаќа, тука веќе не се работи за квалитет. Тука се работи за квантитет. Тие школи кои се насочени на строго да работат со квалитетни деца и да изоштруваат таа, како да кажам, да пробаат да извадат деца, тие работат малце попрофесионално. Меѓутоа не можеш тоа да го забраниш и тој како да кажам ќе продолжи тоа во континуитет да се отварат фудбалски школи, бидејќи има многу деца кои сакаат да тренираат. По крајна линија тоа не е лошо и погрешно. Тоа не е лошо и погрешно, меѓутоа се разводнува квалитетот. По мене, меѓутоа предност е што ги тргаме децата од улица. Сега по мене сите тие деца треба да бидат солидни во школа, да завршат школа, бидејќи веќе нема неписмени фудбалери, така да мора да учат школа, бидејќи многу тешко да се стане професионален фудбалер од Македонија, а камоли зборам за Ова го кажеш како лично искуство на некој начин. Мојот син исто фудбалер, моја огромна желба е да игра еден ден и за репрезентација, меѓутоа многу е тој тежок процес, така да сите деца треба паралелно со тренирањето да гледаат и да бидат квалитетни во школа. Да речеме да се подготвуваат за животот. Апсолутно. Кажа на вака генерал. Зашто фудбалскиот пат е многу тежок. Искрено е тежок и треба сите многу коцки треба да се поклопат. Дали тренерскиот е полесен малку? Тој е уште потежок. Јас, значи кога ќе направам паралела фудбалер само размислуваш како ќе изиграш, твоите 90 минути тренер треба да мисли за сите фудбалери, треба да носи одлуки правремено во вистински момент, е многу тешко. Потешко. Меѓутоа тоа е тоа. Адреналинот па нема цена што го чувствуваме додека водиш утакмици, додека играш. Во овој момент, изборувајќи вака и релаксирано и на теми, фудбал, една општа тема, можеш ли низ твојот памет да свртиш 11 фудбалери на кои сега од прва би се сетил? Значи не зборуваме со тие со кои си играл. Зборуваме за македонски фудбалери. Ајде да кажам Петар Милошевски. Без позиции. И позициите не се. Добро, ете Петар Милошевски, Бог да го прости, Дарко Панчев, Чеде Јаневски, Гоце Седловски, 4. Игор Саша Николовски, Саша Чирич. Гигец е Саша Николовски. Да. Саша Чирич, Горан Пандев, секако. И колку наброев? 7. Уште 4 во голман Артем Шакири, Петар Милошевски. Овој се извинува Петар. 8. Некој ќе изумам овде. Никол Черновески. Мајнц. Да, мојот пријател. И последен нека биде, да кажам од понова генерација, нека биде Миовски. Добро. 10 ги кажам. Уште еден, Миовски, Бојан Миовски. Па Бојан Миовски. Он е 10. Ако добро број. А голманот го кажав. Го кажавме пред. А уште еден. И Александар Асис. Добро. Ајде вака, шлаг на тортата, реков новинарски екстра тајм. 10 декември, жребка за купот, четвртфинале на купот на Македонија, 8 екипи најдобри кои се пласира во таа нокаут фаза, се игра еден надпревар, 26 февруари е закажан. Жребката сакаше Вардар да игра против Силис, или Силис против Вардар. Еден надпревар во Скопје. Што да правиме? Јас мене ми е тешко кога најавам. Од сите надпревари, од сите противници не го посакувавме Вардар, меѓутоа што е тука, мора да гледаме професионално на работите. Наша цел ќе биде се пласираме полуфиналето, така да ќе биде тежок напревар на градски.
меѓутоа што е тука. Ќе мора да подобро да иде понатака. Добро, едно мое видување вака да затвориме, заклучиме емисијата, да не речем да се одјаиме. Приоритетот куп, освојување на купот и на двете екипи. Условно кажано. Да. Тоа е желба, навијачки амбиции. Од другата страна, Вардар има друг приоритет вроен да се избори за останок во лигата, а Силекс да атакува на шампионската титула. Кој од овие две нешта е потешко или полесно или еквивалентно е? Постресно е да се бориш за опстанок. Така да заврши животот што се вика фудбалски, друго ќе ежу понизок ранг, а исто така своја и шампионска титула има своја тежина и е како да кажам, можеби е потрнлив пат, меѓутоа се чувствува човек и да не освои, не е крај на свет. А ако испаднеш, по мене се малтене тоа е фудбалски крај на свет. Ете да кажам за една екипа што ќе испадне, така да џабе не викаат борба за гол живот. Добро, Александар Васовски Тетовче, врно фудбалско име, наш драг пријател на продукција Скок, мој долгогодишен познаник и пријател. Сум бил потпорал на Федерацијата кој играше за репрезентацијата, сум бил потпорал на Вардар кој играше за Вардар. Не врзуваат многу работи во спортот, така да ми беше често бев дел на вашата емисија и редовно ме пратам и ќе продолжам сигурно понатака. И да ми дозволиш да се одјавам. Имам желба. Силекс да биде шампион, а Вардар да остане у лига. А купот кој сака нека го освои. Чулте Господ.